Израелски невладини организации деновиве се во посета на Битола, во организација на израелскиот амбасадор Дан Оријан. Целта на нивната посета на Република Македонија е да ги пренесат своите искуства и да помогнат при инклузијата на децата со посебни потреби. Тие денеска ги посетија еврејските гробишта во Битола, каде заедно со децата ги засадија првите дрвца кои во иднина ќе бидат дел од меморијалниот центар. Тие ја манифестира својата волја да го поддржат овој проект и свест и не поддржуваат не само со своето присуство, туку и со тоа што споделија прекрасни моменти со децата кои што имаат оштетен слух во центарот Кочо Рацин. Прекрасна една манифестација која што им ја направија децата и заедно со нив ни покажа дека ќе ги засадат првите цветови во идните градини на меморијалниот парк. Во текот на нивната посета, израелските невладини организации ќе помогнат во надминување на потешкотиите со кои се соочуваат децата со посебни потреби, со цели тие да бидат рамноправен дел од општеството. Бевме поканети од страна на неговата екселенција, амбасадорот Дан Оријан, најпрво да учествуваме во овој доста емоционален настан за нас, засадувајќи рози на старите еврејски гробишта во Битола. Ова е навистина трогателно за нас. Сите ние треба да бидеме поврзани со нашето минато, а дел од нашето минато лежи тука. Невладините израелски организации вршат обуки во државите од Источна Европа, работејќи на интеграција на децата со посебни потреби во нормативната рамка, пренесувајќи ја израелската технологија во овие земји. Работевме со голем успех во Русија, направивме големи промени. Бевме први кои работе оваа програма во таа земја, а денеска работиме во 12 земји. Многу сме среќни што сега сме во Македонија, каде ќе пробаме да ја пренесеме нашата технологија, која е доста успешна во Израел. Израелските гости ја поздравија иницијативата за изградба на меморијалниот центар во Битола, со што велат дека ќе се задржи израелската традиција, бидејќи тоа е значаен дел од нивната историја.